Значи во текот на 2021 година, заедно со туристичките чинители во градот, изработивме една платформа, да ја кажем, за туризмот, која беше промовирана на сајми за туризам на целиот Балкан. Ова лето можам да кажам дека точна бројка не, но огромен број на транзитни туристи, особено периодот јули и август, градот беше преполн, пред се со српски туристи, но исто така во поново време присутни се и романските туристи, унгарските туристи и босанските туристи. Немаше слободно легло во тој период во градот, гевгеличани се љубезни, угостителските услуги се стварно на едно повисоко ниво. Во исто време организираме многу културни настани, значи тоа е дел од таа, да ја кажем, туристичка платформа, значи културни настани кои што се посетувани, кои што ова лето транзитните туристи беа секоја вечер присутни на тие културни настани, односно Гевгелиско културно лето. На што се дължи ваквата посетеност? Се велите дека во 2021-та е направите таа платформа. Дали е тој резултат на промоцијата на Гевгелија, туристичките потенцијали и културно-историските знаменитости, манифестации? Дали вршете промоција во изминатиот период? Видете, првично Гевгелија има добра местоположба и таа е првата причина заради која транзитните туристи застануваат, преспиваат една до две вечери и продолжуваат на југ во Грција. Истовремено наша обврска е, значи, да ја привлечеме што поголем број на туристи и мило ми е што сите туристички чинители во градот се вклучија во овој, да кажем, процес. Престојот генерално има една вечер на транзитните туристи, но има и туристи кои што по неколку дена остануваат во градот. Остануваат ли на подолг период овие транзитни туристи? Успевате ли да ги задржите градоначалник? Дел од нив во последниот период и остануваат 2 до 3 вечери. Значи гастрономската понуда, љубезноста, но и апартманите кои претежно се нови и удобни. Исто така се значаен дел што застануваат во Гевгелија транзитните туристи, а не на некоја друга попатна станица. Пак ќе кажем, и културните настани кои што ги организираме. Годинава го обновивме детскиот фестивал Калинка, за прв пат го организиравме фестивалот Вкуси го југот, а тука ни е Гевгелиско културно лето, кој втор пат го организиравме оваа година и кој се подобрува и во однос на организацијскиот дел, но и во однос на масовноста на Гевгелиско културно лето, кој трае во целиот период на јули и на август месец. Дали на тој начин го поттикнувате и локалниот економски развој, бидејќи доаѓаат посетеност, се раздвижува Гевгелија? Дали и како општина, кои се идите кои планирате ли понатаму да вложувате во промоцијата на туристичките потенцијали на Гевгелија? Видите, генерално малите стопанственици во Гевгелија најголем дел од приходите ги остваруваат од туристите. Дали се тоа грчките државјани кои секојдневно се тука, дали се транзитни туристи, значи туризмот како стопанска гранка е значаен дел во општина Гевгелија. При голем дел од приходите, значи, зависат токму од овие туристи. Како општина, дали во иднина ќе вршите промоција на вашите потенцијали? Како ви е планот, например, 2024? Дали можете да насајани повторно, не знам? Ќе посетуваме сите сајми за кои што сметаме дека ќе не бидат од бенефит, но исто така веќе сме во преговори и ќе оствариме завршна средба и со романскиот економски оператор за Балканот за остварување на подлабока соработка за следниот летен период. Значи веќе имавме 2 средби, сега треба да биде завршната, бидејќи во моментот романските државјани се во најголем број после српските. Ако порано тоа беа унгарските, босанските, сега романските државјани во голем број посетуваат Грција, поминуваат од тука и затоа они ни се таргет во наредниот период да се склучат договори со нив и да се промовира таму Гевгелија, веќе ќе учествуваме и таму на сајм.